скоро 8 години сум член на Клубот на Пратенички. Клубот на Пратенички е формиран 2003 година. Формиран е се со цел да жените добијат повеќе пратенички и советнички на локално ниво и во собранието. Тие процеси не беа лесни. Се сеќавам и на самото формирање на македонско женско лоби и така натаму. Не беа лесни да се сензибилизира македонското општество, кое што е некако општество сме и мултиетничко. Таквите процеси чекор по чекор дојдоа прво 30% квоти, па 40% квоти. Дали сум задоволна? Знаете како, никогаш не е доволно. Секогаш има потреба од повеќе, бидејќи моето мото е колку повеќе жени, толку поголема демократија. И секако дека имаме уште многу работа и во делот на извршната власт, и во делот на локалната власт. И сами гледате дека многу малку градоначалнички имаме. Да ги поттикнеме жените да се занимаваат со политика, тоа е еден од поголемите проблеми, кој што е па поврзан со други проблеми кои што постојат, говор на омраза врз политичари, политичарки и така натаму. Се тоа е еден комплот на кој што ние како жени треба и мора да работиме, и тоа се предизвици кои што следат во иднина. Оваа година славиме 20 години од постоењето на Клубот на Пратенички. Тоа е неформално тело, не е формално тело, и е едно тело кое што треба да биде задржано, затоа што, ајде да речеме, овие препирки кои што се внатрепартиски, општествени, ги нема тука во Клубот на Пратенички. Имаме една визија, унапредување на правата на жените и околу таа визија, околу таа цел заеднички целиме. Не можам да кажам дека во изминатиот период правата на жените не биле унапредени, особено во политиката, генерално во општеството и со носење на закони и така натаму, но колку тоа се отсликува во реалноста, се слободата на интернет портали, медиуми и внатре, во самиот храм на демократијата, за жал се случуваат инциденти за кои што нема враќање назад, а кои што не треба да се случуваат, бидејќи ние сме пример треба да бидеме пример за останатите. Тоа е причината заради која што голем број на жени не сакаат да се занимаваат со политика, а ние сакаме да ги привлечеме, бидејќи тука се решава се. И здравство, и образование, и така натаму. Ги осудувам, секако дека ги осудувам ваквите несакани појави, навреда, говор на омраза. Ние како Унија на жени на ВМРО-ДПМН имавме и официјални реакции и моје лично мислење е дека не треба да бидеме селективни во осудите. Треба да бидеме транспарентни во моментот кога се случува нешто, да застанеме сите, јас се сеќавам на такви времиња, кога како Клуб на Пратенички сме застанале заедно зад нападнатата жена. Дали е тоа политичарка, пратеничка, дали е министерка, дали е било која некоја жена, сме застанале, но морам да кажам дека има одредена селективност на која што, ќе потенцирам, работиме. Да се вратам конкретно на вашето прашање, го осудувам говорот на омраза. Такви напади апсолутно не смеат да се случат и апелирам секако дека нели тука сме долго време, можеби заморот си го прави своето, но такви навреди и такви омаловажувања не сме да има. Родовата сензибилизација е многу важна да ја има во партиските структури. Значи, не само во унијата на жени помеѓу нас да го кажуваме тоа, туку генерално сите структури да бидат сензибилизирани. Ние имаме континуирани обуки и внатре во партијата и како пратеничка група и мислам дека тоа ќе продолжи. Имаме некои обуки и во април месец, но важно е тоа да се пренесе и во јавноста. Бидејќи она што го гледаат како пример од политичарите, за жал, потоа се пренесува и во јавноста, во интернет просторот најмногу, бидејќи тоа е нерегулиран простор, знаеме, и за жал ќе најдете
погредни зборови, напади врз политичарки, политичари, жени генерално новинарки, кои што се недозволиви. Не европски би рекла. Годинава, нели, како што спомнав, одбележуваме 20 години на постоење на клубот на пратенички. Морам да кажам дека поради пандемијата 2 години бевме и хендикепирани со физичко присуство, со активности. Имаше јавни расправи повеќе, и од таму произлегле многу барања за законски измени на она што алудирате и вие во многу законски решенија, но гледате дека каква е политичката состојба во државата, како клуб и да ја отпочнеме процедурата, таа некаде, за жал, заглавува. Се согласувам со вас, имаме некоја иницијатива за породилно отсуство на жени земјоделки, иницијатива за инвитро подобрување на условите и како што ги спомнате и вие, да не ги повторувам. Ние ќе дадеме се од себе како ВМРО-ДПМН и како клуб на пратенички, кога станува збор за права на жени, да ги преточиме во законски решенија и тие права кои што ги следува да си ги добијат. Секојдневно сме сведоци, за жал, на, како да кажам, трагични состојби, болни, изнемоштени, цистична фиброза, онколошки случаи, немаме лекови, јас тоа сега во говорите го кажувам како постои ова реконструкција. Системот мора да почне да работи. Се надевам дека ние жените како клуб на пратенички ќе допринесеме по тоа.